Секој ден гледав како ги злоупотребуваат моите внуци. Го земав телефонот да пријавам, но немав храброст. Ке задзвонев и ќе ја спуштев слушалката. Секоја вечер кошмарот доаѓаше уште пред да ги затворам очите. Ова е исповед на баба чии внуци со години биле сексуално злоупотребувани од својот татко. Таа пред смрт ја открила долгочуваната тајна во своето семејство. Статистиката покажува дека 50% од родителите што си ги злоупотребуваат децата, тоа го прават и на деца надвор од семејството. Најранлива категорија се деца меѓу 7 и 13 години. Првите симптоми што може да се забележат кај жртвата се повлекување во себе, ноќно мокрење, агресивност. Но траумите оставаат и долгорочни последици, како што се ниска самопочит, ниско себеприфаќање, депресивност, посттрауматско нервно растројство. Неретко се случува да и самите станат злоставувачи подоцна. Тоа е еден од долгорочните ефекти на кај жртвите на сексуално злоставување подоцна кој што се јавува во возрастниот период. Дури имат истражувања кои велат дека 53% од возрастните злоставувачи изјавиле дека во детството биле жртва на сексуално насилство. Максималната казна за полов напад врз дете е 15 години затвор. Педофилството треба да биде казнувано многу построго и јас ако се прашувам доживотно. За сериозни луѓе кои се овој на возраст треба веднаш затвор да одат. Тој како што направил педофил, така треба него да му се направи, па да види како изгледа. Поготово на малолетно дете. Тоа не го одобрувам воопште. Ова што сега е утврдено е максимумот кој што може согласно македонското законодавство и јас би сакал да констатирам дека се повеќе и повеќе судовите почнуваат да ги изрекуваат вистинските санкции, односно утврдените максимуми по однос на ова кривично дело. Ова е кривично дело кое што не може да биде помилувано. За ова кривично дело не може да се скрати казната затвор. Навистина можеби треба да се размислува и понатака за засилени санкции. За 3 месеци имињата на сите педофили достапни на интернет. Во регистарот ќе бидат евидентирани податоците на лица осудени за сексуална злоупотреба на деца, што ќе им послужи на родителите да ги заштитат.